Здраво и добредојавте во видеото Ресурси и стратегии за барање на нова работа. Тука со вас ќе споделиме неколку сегменти. Првиот сегмент ќе биде ресурс за следење на работни апликации. Овој ресурс ќе го добиете како бесплатен ресурс за сите што се приклучени во бесплатната програма Барај работа заедно со Мастер LinkedIn. Доколку се немате приклучено, може да се приклучите на нашиот Инстаграм, во био има линк до формата, со приклучување на формата добивате пристап до нашиот едукативен хаб. Тука ќе ви покажам за минутка како изгледа нашиот едукативен хаб, значи после секое видео добивате на некој начин задачи. Во едукативниот хаб исто има линк до формата, доколку некој сака да се приклучи, можете да му ја пратите и од таму. Со секое видео добивате сумаризација, добивате задача која што на некој начин се фокусира на клучните елементи кои што сме ги покриле во видеото и како вие да се подобрите во тие аспекти. И од таму има и примери. Пример во првото видео зборевме за вештини и тука има примери за како да одредиме меки или тврди вештини. Па потоа имаме во второто видео CV и со тоа имаме чекори за создавање CV и најдобри практики со примери за темплети за CV и исто така може да најдете и неколку примери за готово CV како тоа би изгледало по теркот на темплетот. Па така да доколку сакате да го добиете овој тракер, слободно пополнете формата и ние ќе ви го испратиме по мејл пристапот до едукативниот хаб, каде што после секое видео ги има сите овие ресурси кои што се бесплатни и се за слободно користење за сите кои што се зачленети во нашата програма и бараат работа. Да не одлажуваме и да почнеме со информациите кои што сакаме да ги споделиме. Денеска ќе се фокусираме на тракерот, за да следиме работни позиции каде што аплицираме, после тоа ќе се фокусираме на стратегии за дигитални платформи кои што можеме да ги искористиме, платформи во нашата држава и исто така платформи кои што работат интернационално. Потоа на крај ќе завршиме со неколку совети кои што може да ги примените во текот на барање на работа, кои што сум сигурна дека ќе ви бидат од вредност. Да почнеме со тракерот. Тракерот има неколку категории и го направивме доста едноставен. Прво, за секоја улога за која што аплицираш, важно е тука да нагласиш улогата на компанијата. После тоа, да кажеме дека аплицирам како проектен менаџер во одредена компанија. Тука ќе ставиме компанија која што не постои, чисто поради тоа да покажеме пример. Од таму кажуваме локација. Пример да кажеме дека компанијата на оваа, локацијата на оваа компанија, да кажеме дека е Скопје. Од таму го бираме стилот на работа. Тука ќе избереме дали сме на локација, хибридно или на далечина. На далечина значи дека компанијата нема потреба од ние да сме во канцеларија, односно ние работиме од нашиот дом. Хибридно значи дека има неколку денови каде што сме во канцеларија и неколку денови каде што сме дома, а на локација значи дека од понеделник до петок сме со физичко присуство во компанијата. Јас ќе ставам хибридно тука, доколку го знаем името на HR менаџерот кој што го води овој процес за вработување, тогаш го ставаме тука името и презимето за да сме во тек и да знаеме кога контактираме со кој HR менаџер за која фирма. После тоа постираме каде имаме аплицирано, пример дали апликацијата е на LinkedIn, дали апликацијата е на нивниот вебсайт и слично. Тука е поентата да се нагласи каде ние точно аплицираме. Па дата на апликацијата и ова е важно за да следиме колку време поминало додека да добиеме одговор. Скоро имавме случај каде што, пример, најавивме огласи за пракса и добивме околку 600 апликации. Па ве советувам да имате предвид дека моментално на пазарот има доста голема разлика помеѓу понудата за работа наспроти луѓето кои што бараат работа, па можно е да треба да почекате малце подолго за одговор. Доколку не добиете одговор после недела или две, ве советувам да ги исконтактирате директно преку мејл и да побарате фоллоуап. Потоа, тука пишуваме дали имаме мотивационо писмо или немаме испратено мотивационо писмо и на крај поставаме статусот. Сега, ќе приметите дека кај статус има неколку опции. Апликацијата се разгледува, тоа значи дека тука селектираме дека апликацијата веќе некое време се разгледува и немаме одговор. Интервју значи дека сме поминали интервју, задача дека веќе сме во фаза каде што имаме добиена задача за оваа работа. Одбиена понуда за работа се подразбира дека вие не сте ја прифатиле понудата за работа поради причини кои што нели вас не ви одговарале или можеби немало опција за добра заработка со компанијата, не добив понуда за работа, добив понуда за работа и се повлеков. Сметаме дека тракерот е доста едноставен и може доста лесно да се одржи тек за повеќе апликации за работа во исто време и може да се одржи прегледност. Целта на овој процес за барање работа е кога вие ќе почнете со барањето на оваа работа, вие на некој начин да имате одредена структура. Значи, знаеме дека имаме тракер за работа, си поставуваме реална цел, пример да кажам, ќе најдам работа за 2 месеци или ќе најдам пракса за 2 месеци,
Го правиме нашето CV, го правиме нашето мотивационо писмо зависно огласите кои што ги бараме и почнуваме со апликација. Пред да почнете со апликација е добро да го имате овој трекер за да знаете каде се сте аплицирале и да можете да имплементирате фидбек и следни насоки од компаниите каде што аплицирате. Од тука ќе продолжиме директно на платформи каде што може да најдете работа и каде што може да аплицирате на работа. Една таква платформа е LinkedIn. Кај LinkedIn ќе го селектирате Jobs одделот и после тоа ќе поставите неколку алерти. Пример, доколку сакате да поставите и да имате новости за сите работни позиции кои што се во вашата индустрија, бидете во тек суистите, ќе поставите на некој начин алерт. Одите на LinkedIn, во Job селектирате пример. Јас ќе ставам мојата индустрија, проектен менаџер и ќе ставам нашата држава. Од тука бирам ниво на искуство и има само 12 резултати. И сега ќе вклучам тука ова копче како што гледате веќе е вклучена и тоа значи дека јас ќе добивам нотификација, како оваа нотификација, дека има нова можност во мојата индустрија каде што е објавена. И сега повторно, доколку сакате да имате и интернационални можности, ќе идеме пак во Jobs одделот и ќе ставиме тука проектен менаџер Worldwide. И после тоа ќе го вклучиме овој алерт и со тоа ќе добиеме огромен број на резултати. Доколку сакате да биде поефективно пребарувањето, можете да ставите последната недела или последните 24 часа ако сакате да сте меѓу првите кои што аплицираат. Потоа ќе поставите ниво на искуство и од таму веќе ги имате новите огласи во вашата индустрија на работа со вашето ниво на искуство каде што можете да аплицирате. Дополнителен совет кој што би го дала тука е може да изберете дали би работеле ремоут или дали би работеле онсайт или хибрид. Јас работам ремоут веќе неколку години, па затоа ќе го поставам ремоут филтерот исто така. За крај ќе покријам уште еден аспект. Копчето Easy Apply, кој што го гледаме тука, значи дека вие може да аплицирате преку LinkedIn. Но така постои можност многу лесно да бидете одбиени, прво ради геолокација, второ ради недобро оптимизиран профил и трето поради некоја вештина која што фали на вашиот профил. Доколку постои опција, јас би ве охрабрила да го исконтактирате HR менаџерот кој што го има објавен огласот или да отворите компанијата и директно на сајтот на компанијата вие да побарате да аплицирате преку самата страна. Со самото тоа вие добивате повеќе информации за страната и можете директно да зборите со менаџерот дали сте вие добар фит или не, наспроти да оставите автоматизиран систем да одлучи за тоа што самиот алгоритам на LinkedIn ќе ви подеси дали сте добар фит за работата или не. Тука би застанала со LinkedIn затоа што има уште неколку платформи кои што сакаме да ги посетиме и би поминала на следната. Кариера МК има неколку огласи кои што може да се прегледаат и се активни. Охрабрувам доколку сте заинтересирани да ги отворите огласите, таму да ги добиете сите информации и од тука веќе да почнете со апликација. Уште еден друг огласник кој што е доста активен на нашиот ло и е доста ефективен е JobMK. JobMK се фокусира на технички позиции и тука може да се видат моменталните отворени технички позиции во наши компании. И како што гледаме тука, може да ги видиме најпопуларните работи, може да видиме каде имаме моментално работа, кога се поставени, како што гледате доста да вие се нови, пример, еден ден, 2 дена, тука има и некои постари кои што се 2 недели и месец, ама се најверојатно горе поради тоа што се уште се бараат кандидати и тука може да се види исто така позиции за пред недела дена или 2 недели кои што се објавени, па дури и 3. Од JobMK исто така ќе преминеме на следната страна, односно оваа сигурно ви е позната и таа е вработување.com. Постојат веќе 20 години со нас, страната е доста лесна за користење и има неколку огласи кои што може да ги погледнете доколку се во вашето поле за работа. Специфично една од страните кои што објавува огласи во IT секторот е ITMK. Тука може да видиме отворени позиции, има неколку позиции кои што исто така може да аплицирате и повторно објавено пред месец, пред 3 недели, пред 5 дена. И уште една страна од кај нас која што ја поставуваме е најди работа. На најдиработа.mk исто така може да најдете многу огласи и опции за да најдете работа. Поради тоа што ние покриваме во голем дел од нашите видеа дигитални вештини, избориме за работа на далечина или пак работа на локација, но дигитални вештини, затоа и повеќето од овие веб страни ќе забележите дека покриваат дигитални вештини. Доколку сакате да покриеме и други начини за вработување, да молиме пишете ни во коментар за да направиме и такво видео. Понатаму, за интернационални страни, една страна која што имам користено и имам добар фидбек за истата е FlexJobs. Првите 2 недели се има некој трошок од $3,
а после тоа веќе се плаќа на месец или на година. Тука може да пребарувате каква работа сакате, значи, на пример, да кажеме, ќе побарам оваа работа, па ќе ставам ремоут локација, ќе ставам да е и фриленс и employee, ќе ставам распоред, ќе ставам career level, за да на некој начин знаеме како функционираме и после тоа можам директно да гледам по мојот филтер опции за работа кои што се веќе објавени и можам да најдам фирмата. Доколку сакам да аплицирам, автоматски ме носи на листа за апликација за оваа фирма, каде што јас можам да ги пополнам моите информации и да аплицирам за работа. Уште една друга страна, која што имам многу користено е ОТА и можам многу да ја препорачам, затоа што се генерално нови, нудат доста позиции за работа во технологија и имаат направено многу корисен и убав дизајн. Тука може да го видиме името на фирмата, големината, во кој сектор работи, може да видиме некои информации за фирмата, како кога кандидати слушаат назад, кој е процентот на вработување, што нивниот CEO има научено за нив, каде се, доколку се стартапи, во која фаза на инвестирање се и колку информации може да се најде за компанијата. И мислам дека ова е една од ретките портали каде што навистина не само што има од Glassdoor и од Trustpilot наведено критика, и може да се види оцена за фирмата и како вработените во фирмата се чувствуваат во врска со фирмата, но исто така добро објаснување за каде се тие финансиски и нивните вредности, луѓето кои што работат таму и други подетални информации. Тука исто така може да го видиме и огласот и како и секогаш да видиме плата, за некој оглас има видлива плата, вештини кои што се потребни, ниво и која е потребната локација. Ота е многу одлична платформа, ви ја препорачувам и сметам дека може да ви биде многу корисна и за разлика од FlexJobs е бесплатна. Од тука ќе преминеме на малку поинаков тип на работа, односно не работа во канцеларија или хибридна работа, туку фриленс. Две платформи кои што може да ги искористите за фриленс работа се Fiverr и Upwork. За овие платформи верувам дека понатаму ќе имаме подетално посебно видео, затоа што има многу да се покрие за како да се направи профил и како да се најдат клиенти, но сметам дека за почеток, за барање нови можности, знаат да бидат доста интересни и да дадат доста информации. И последна платформа на која што ќе се фокусираме е Indeed. И повторно пробуваме работа, поставуваме локација, ставаме на некој тип на информации, тука пример јас ги ставам моите сертификати и автоматски гледаме кои работи може да бидат за нас добар фит. И откако ќе подесиме, ги добиваме информациите. И тука на линкот можеме директно да аплицираме за одредената работа и да добиеме повеќе информации. Ако кликнам Apply Now, ќе може се директно да ги внесам моите информации и да аплицирам. Целта на сите овие страни, кои што гледав доста брзо да ги поменам, е на некој начин да се фокусираме на можностите кои што ги има на интернет, како ние да ги искористиме истите од удобноста на нашиот дом и како можеме преку користење на сите овие страни и софтвери ние да го пополниме овој тракер и да најдеме повеќе можности за работа. За крај би сакала да кажам неколку совети и повторно да ве потсетам на нашиот едукативен хаб и каде може да најдете повеќе ресурси. Доколку сакате да се вклучите од програмата, пополнете формата и ќе ги добиете сите ресурси кои што се во нашите видеа. Доколку ви треба повеќе знаење за LinkedIn и се уште немате направен LinkedIn профил, ве охрабрувам да видите нашата содржина на Instagram, каде што има доста корисни информации и наскоро ќе имаме и повеќе видеа на YouTube. И тука би сакала да запреме со поминувањето на софтвери и ресурси и да дадам неколку совети за кога ќе почнете со барање на работа. Овие совети повторно се од лична природа и јас ги имам направено за себе и сметам дека може да бидат многу корисни. Прво, направете листа на компании каде што би сакале да работите во иднина и видете како нивните вработени постираат на LinkedIn, кои вештини ги имаат, како тие си имаат позиционирано на LinkedIn како компанија и во нивните огласи кои сертификати и кои барања постојат кои што вие ги исполнувате. Второ, бидете реални и поставете реални цели. Многу е важно за да не се обесхрабриме, да знаеме дека овој процес знае да земе време и енергија, па затоа е добро да планираме однапред и да бидеме со разбирање за себе си и да можеме да си помогнеме. Ние имаме група на LinkedIn каде што сите кои што бараат работа се внатре, таму ако сакате може да ни пишете да ве вклучиме и таму можеме да дискутираме повеќе за вашите на некој начин прашања, мислења или проблеми во процесот на наоѓање на работа. И третиот совет кој што би сакала да го поставам
и со тоа да го завршам овој видео е направете персонализација на вашето CV и мотивационо писмо. Доколку аплицирате на неколку различни позиции, затоа и го имаме тракерот тука, е добро да поставите на некој начин различно нагласување. Пример, доколку аплицирате за маркетинг дизајнер позиција, како во нашето претходно видео, ќе видите дека е добро да се нагласи и мало маркетинг искуство, иако тоа не е премногу фокус на дизајн, тука е на маркетинг, поради тоа што во позицијата се бара некој кој што ги разбира и маркетинг концептите и има техничко дизајн знаење. Додека наспроти, ако аплицирате за дизајн позиција и тука на некој начин фокусот е само на техничките вештини, добро е да ги нагласите вашите технички вештини во Figma или во Adobe Suite. Важно е на некој начин да ги нагласиме вистинските вештини за работата. Секако вашите вештини во CV-то се истите. Самото поставување на вештините погоре или подоле, кога овозможува, кога рекрутират го скенира вашето CV, да може прво да ги види клучните зборови кои што се потребни во барање поставени во нивниот оглас и во вашето CV. И со тоа да си потврди дека вие сте добар фит за оваа компанија, односно вие сте соодветни за да ви понуди работна позиција или интервју понатаму. Зависно како ќе помине интервјуто, може да стигнете и до работна позиција. Тука би застанала. За било кое мислење, коментар или ваша сугестија, секако можете да ни пишете како и секогаш и се гледаме во следното видео.